врската во која што влегуваат компаниите и еден вработен е како брак. Кога една компанија подобро го цени вработениот? Лојалност, посветеност, ангажираност. Стоматолог. Човек со вештачка интелигенција. Сметководител. Вештачка интелигенција. Цирке. Мене не ми требаш, не, ако не ми дадеш се, цело срце за мене, а ти немаш срца две. Мене не ми требаш ти, ако со неја си бел, со неја продолжи. Што го врти светот? Па среќните празници. Се надевам такви беа за сите, а особено сакам да ги поздравам оние кои што им помогнаа на најранливите категории да ги прослават празниците, да добијат празничен оброк и да ја почувствуваат среќата која што сите ја чувствуваме во нашите топли домови. Ви ги честитам празниците, а сега се враќаме на работа. После долгото седење дома, работење по 1-2 дена, од следната недела веќе масовно сите се враќаме на нашите работни позиции и полека се надевам во онаа нормала која што ја знаеме. Но, кои се работните позиции на она што доаѓа во следните 5 години? Што ќе биде актуелно? Тоа сакавме да се запрашаме токму на почетокот на годината и на почетокот на нашето враќање на работа. Според Светскиот економски форум има неколку области кои што ќе растат. Секако, дигиталната и податочната економија, тука влегуваат специјалистите за вештачка интелигенција, изненадување, дата аналитичарите, оние кои што се занимаваат со зачувување на голем број на податоци на така наречените облачиња или клауд системи, како и оние кои што ќе развиваат производи секако користејќи вештачка интелигенција и нови технологии. Овде нема некое изненадување, нема изненадување ниту во тоа дека сите кои што се занимаваат со енергетскиот сектор ќе бидат во раст како потребни работни позиции и улоги, понатаму инженерите, сите оние кои што се занимаваат со било каков тип на развој, технолошки и во секоја друга област, продолжуваат и како да бидат потребни. Но за мене интересно изненадување е дека во иднина ќе расте потребата од така наречените индустрии или економија поврзана со грижа. А тука влегуваат секако сите улоги поврзани со здравството, едукацијата и личната грижа. Сето она што е поврзано со личната интеракција. И да не ги заборавиме, креативците и маркетерите. И понатаму ќе бидат во подем, помагајќи им на сите овие производи и сите оваа технологија која што се случува да дојде поблиску до луѓето, но помагајќи им и да ја остварат она човечка врска, која што и тоа како доаѓа токму преку креативните индустрии во нашите домови. И сега, за да не предпоставуваме ние премногу, си поканивме експерт за човечки ресурси. Ја поканивме Ивана Дојчиновска-Станковик, која што се занимава изминатите години токму со работа во големи компании како HR експерт. Таа и сега соработува како надворешен советник на компаниите, но работи и со луѓето кои што сакаат да ги пораснат своите лични кариери и да го забрзаат својот личен развој. Интересно е сето она што таа го предвидува во нашиот разговор и искрено ви предлагам да го погледнете, дури доколку сте кон крајот на вашиот работен век, затоа што со неа зборуваме и за тоа дали 64 години е навистина соодветна возраст за да престанеме да работиме или да се пензионираме како што тоа се верува кај нас се уште. А во музичкото студио секако дека ќе уживаме и тоа со Дани Димитровска, нашата позната поп-рок дива која што на наше големо задоволство се уште создава свежа музика. Уживајте! Здраво, Ивана, што го врти светот? Добрите намери. Добра. Јас длабоко верувам дека секој човек во се што прави тргнува со добра намера. Сега кога тоа што го наумил е добро и за другите, тогаш го вртиме светот. Супер одговор, не сме го имале до сега, ама ми се допаѓа. Кажи ми, работа во компанија, во корпорација или фриленс? Двете паралелно, зашто да не? Добро. На факултет или курс, како предност при вработување? Зависи за која работа, во порана кариера, факултет и курс, и повторно ќе речам двете заедно. Едното без другото би направило не толку добар кандидат. Која е според тебе совршена возраст за конечно целосно пензионирање?
За формално пензионирање, веројатно е добра оваа што сега ни е поставена на 62-64 за некои работни места. За некои работни места може да се продолжи, но за престанок со работа, последниот ден од животот. Интересно, цел живот нешто треба да се прави. Јас тука се сложувам, а после ќе го издискутираме малку. Кажи ми, ти си на вистина долгогодишен HR експерт, си работела и од страната на компаниите, сега некако и советуваш и работници, и луѓе кои што сакаат да се развијат, и компании. Моето прашање е што е она што го бараат работниците, а што е она што го бараат компаниите, кај да кажеме некоја совршена врска компанија, работник? Врската во која што влегуваат компаниите и еден вработен е многу комплексна и таа најблиску можеме да ја опишеме како брак. Да, апсолутно. Така што нели се што знаеме за овие интимните врски помеѓу луѓето важи и во оваа многу комплексен некоја интерсекција во која што влегуваат и многу параметри тука влегуваат во игра. Но ако треба да обобштиме сега вака што е тоа што претежно го бараат компаниите од луѓето, многу често во нашиот контекст компаниите бараат лојалност, посветеност, ангажираност, која ќе направи вредност за компанијата. Воедно компаниите исто очекуваат луѓето кои ќе ги вработат покрај тоа што ќе бидат продуктивни и вредни за компанијата, да се сложуваат со системите, културата, луѓето околу нив. Односно да прават позитивна атмосфера околу себе. Значи треба и да си среќен. Обично, тие се две главни компоненти рекрутерите што ги гледаат кај кандидатите. Дали ќе биде доволно добар во тоа што го прави и дали добро ќе се сложи со околината. Исто и индивидуите бараат работни позиции на кои што ќе можат да го дадат најдоброто од себе, да бидат корисни, бидејќи тоа е основна мотивација на човекот за работа, и работна средина која ќе ги прифати и ќе им направи ним да се чувствуваат добро, односно да имаат добра состојба, секој ден да си одат задоволни од работа. Сега, ова вака теоретски звучи супер, Во пракса еве плата, например, кога треба да се договори. Ти сигурно си била дел од тие преговори. Да. Како изгледа ова? Значи, кога еден човек добива подобра плата или кога една компанија подобро го цени вработениот? Платата обично, нормално дека таа е еден од основните параметри кои ги договараме. Парите, финансискиот надомест и другите бенефити и награди за вработениот се основното мерило за тоа колку вредност има одредено работно место, но платата во преговорите за работа, ако ги поврземе со претходните критериуми што бараат компаниите, а што вработениот, најчесто на крај во финеси се преговара како компензација за некои од другиве критериуми ако недостасуваат. Годинава. Како цениш колку работни позиции ќе бидат заменети или сменети заради и кои се тие работни позиции заради вештачката интелигенција? Од она што работиш веќе со компаниите, што гледаш како резултат? Кај нас малку би било тесногледо ако јас сега тргнам само од ова што го гледаме ние во македонската економија. Да, секако прочитав пред некој ден некој податок и истражување дека во 25-та година користењето на вештачка интелигенција во македонските компании на 22% се проценува, што е многу пониско од европскиот просек, ама повисоко од некои земји во регионот. Да. Повисоко од Бугарија, од Србија и така натаму, така што веројатно и не сме баш репрезентативен примерок, ама од светскиве истражувања она што го слушаме, само се зголемува тој број на работни места во милиони, кои што се предвидува дека во сега над 100 милиони веќе стигнува бројката работни места. Но она што е понекогаш многу едноставно го разбираме тоа. Луѓето мислат дека баш сега 150 милиони луѓе ќе изгубат, ќе ги отпуштиме и нови 200 милиони ќе вработиме на други работни места. Не е тоа баш така. Туку наместо како цели позиции, цели луѓе или цели работни места, влијание во вештачка интелигенција и на сите други технолошки алатки кои се во подем, треба да го гледаме на одредени операции, активности, одредени компетенции застаруваат, не требаат веќе. Сега нештата ќе бидат автоматизирани, не требаат нови компетенции, најчесто за да ја управуваме машината, нели?
Така што нема цел во голем дел од овие работни места, условно нема сосем да се замени човекот како човек, туку ќе се одстранат некои активности, операции. Например, ќе ни треба веројатно HR експерт, ама нема да треба да ги спрема договорите за вработување, тие ќе си бидат те молам, направи ми ова, платата ова, и ќе ти вади готов договор. Тоа е нешто што веќе го прави машина. А често кај нас се перцепира дека работата на HR експертот во една компанија е тесно врзана со подготвување на овие договори. Меѓутоа тоа комплетно не е точно, да, за да те молам објасни ми ама кратко, што точно работи еден HR експерт. Ти сега работиш како консултант за компании и за луѓе, ама што точно работи еве и во компании и во корпорации, оној кој што се занимава со HR, што му е основната работа? Постои голема недоразбирање, се уште за жал мора да дискутираме за вакви работи во општеството. Ова договори, пријави, одјави, тоа беше некаде од прилика заврши таа ера на HR-от 80-90 години. Еме да речеме со 20-тиот век дека таа главна компонента на HR-от замина. Сега HR-от е стратегиски партнер, подеднакво важна бизнис функција како сите бизнис функции, и негова главна поента е да ја помогне на компанијата да направи профит, што значи дека се иде на менаџерска маса барабар со другите функции, прави операции и не е ни вработување само. Исто така сега пак во понова време регрутација и селекција се смета за некоја. Тоа ни оддалеку не е најбитната HR функција, ниту пак најтешката. Ние правиме организацијски дизајн, ги дизајнираме организациите, дизајнираме работни места, се грижиме за квалитетот на работните места, се грижиме за задоволството, за кариерниот развој на вработените, се грижиме за резултатите, продуктивноста, ефикасноста, ефективноста од процесите. Сме помеѓу чеканото и наковалната, помеѓу потребите на компанијата и потребите на луѓето што работат во компанијата. Добро, среќно. Ама сега ќе дојде период кога ќе бидат уште попотребни затоа што ќе се спојуваат дел од работните места, ќе се заменуваат и слично. Кои од работните места што сега ќе ти ги прочитам, дали може да ни кажеш, ќе бидат целосно заменати од вештачка интелигенција, ќе ги работи човек во соработка со некаков формат на апликација или што и да е на вештачка интелигенција, или пак сепак ќе останат комплетно човечки. Стоматолог. Човек со вештачка интелигенција. Сметководител. Вештачка интелигенција. Аптекар или фармацевт. Човек со вештачка интелигенција. Добре. Филмски актери. Кај уметноста најголемата булка за сите нас со вештачката интелигенција. Би сакала да можам да кажам само човек, но веројатно реалноста ќе покаже дека и едно и друго. За жал. Писател. Создавач на текстови, вештачка интелигенција, писател како уметник, човек. Интересно. Работник на лента. Претежно вештачка интелигенција, мислам дека ќе може робот, ќе може да се автоматизира многу работни места, но не сите. Паметен робот. Енолог. Тоа се оние кои што ги препорачуваат вината со јадењето, и преведувачи. Машина со човечки допир, бидејќи сепак постојат текстови и јазички концепти, стилистика која има еден хумана димензија јазикот која ќе мора и човек некаде да ја погледне. Ајде да зборуваме за грижа за корисници, затоа што во кол центри и грижата за корисници работат голем дел на вработени, налик на фабриките, тоа се големи тимови. Кој ќе го работи тоа во блиска иднина, значи зборуваме следните 3-4 години? Јас се уште мислам дека човек плюс вештачка интелигенција, зошто? Статистички доказ има. Концептуално би рекла машина, четбот, што и да е. Но еве гледаме, веќе има ботови за customer service, што и да е, а се уште многу луѓе се вработуваат во кол центри, така што веројатно овој потребата од човек со човек комуникација се уште е тука. Да. Веројатно за 10 години ќе биде смешно ова што го кажав сега, ама за сега така е. Изгледа дека е комбинација од двете. Водител и уредник на Што го врти светот.
еве, јас си ако замислам дека би зборувала со Роби, веројатно воопшто не би се чувствувала толку убаво како кога зборувам со тебе, ама кој ме прашува мене, Си ретро. веројатно комбинација од двете, но јас се уште длабоко верувам во човечката комуникација, оваа која што имаме ние со сите нејзини димензии, дека Така. нема да може комплетно да ја замени. И грешки, и мани. Ајде сега за човечкиот дел. Кога доаѓа еден човек на интервју, што е првото што ти си го гледала кога си работела баш на класично регрутирање? Не знам дали уште ти е тоа, меѓутоа доаѓа некој на интервју, што е првото што го гледаш или слушаш? Многу интересно прашање. Во првите 3 секунди гледаме и пресметуваме еден куп на основа на нашите филтри и предрасуди, на нашите искуства, си извлекуваме заклучок само од тоа што ќе го видиме човекот, од начинот на кој стои, парфемот што го носи и така натаму, начинот на кој се поздравува. Тоа сакав да го прашам. Сите имаме предрасуди, тоа може да се лажеме себе си дека немаме, и тоа ни прави да одлучиме вака или така некогаш. Си ги препознала ли некој од предрасудите кај тебе се случило ли нешто да те натера да одбиеш добар кандидат или да прифатиш кандидат кој не бил добар затоа што се вклопува во ова твое некоја твоја предрасуда? Да, ја би било Дај ми пример баш онака. Би било многу лошо HR кога би ти рекла дека сме објективни. Тоа мислам смешно е да се тврди тоа. Не може човек со човек кога влегува во интеракција преку филтри влегуваме. Преку добрите намери што ги споменавме, нели? Сите имаме некој филтер за одредена работа. Има најмалку 14 познати предрасуди кои се Кажи ми неколку. Познати, например, сличност со себе. Кога се препознаваш себе си, се транспонираш. Има некој кандидат толку многу те потсетува на тебе кога си бил млад. Те влече, просто емоционално реагираш на него. И ова, кој нема да го признае, ова лаже. Да, апсолутно, за било што е така. Емоционално реагираш на него, толку многу те потсетува, имаш потреба преку тоа што ќе го поддржиш, најверојатно ќе му ја дадеш работата или ќе го поттикнеш, ќе му го помогнеш во интервјуто да се покаже подобро, подсвесно. Со тоа си помагаш себе си всушност, сакаш се враќаш себе си во некоја претходна позиција. Таа предрасуда, например, многу често влијае на избор. Други примери, дали мислиш дека некогаш, да кажеме, може регрутирот да предпоставува дека за таа позиција е подобра маж отколку жена или жена отколку маж, дека е подобра плата или лоша ќе побара заради тоа, дека не знам, таков тип на оние класични предрасуди колку влијаат, од кој етникум е и така натаму. Многу често гледам кај нас една предрасуда која ти сега многу бистро ја спомна, многу малку луѓе ја гледаат. Често гледаме компании, работам, менторирам многу HR тимови по компании и кога регрутираат, дека и тие и овие hiring менеджерите што ќе бидат надредени над позицијата, имаат една предрасуда, овој сигурно ќе биде скап. Најголемата грешка во регрутација. Се гледа ли тоа кај нас или не се гледа? Зборувам ако професионалец на исто ниво, со исто искуство и така натаму, е од различен пол, дали мажите подобро се ценат. Тука имавме едни гости кои што во првата сезона уште, кои што ни кажаа дека кога бараат работа преку нивниот софтвер мажите и жените, дека има разлика во платите. Во процесот на вработување драстично намалено, сега веќе научивме, прво има многу повеќе вработени жени, нагло расте тој број, и мажите научија дека жени некојаш се подобри за некои работни позиции, но за кај платите, за жал, статистиката ни покажува. И две се критични категории: платите и високите менеджерски позиции, високите места. Ајде уште една предрасуда која што зависи од возраста, а тоа е како различните возрасти се покажуваат на работа. Нели уште кога влеговме тука тоа го дискутиравме. Какви се младите сега што влегуваат на работните позиции на генерација Z во однос на нашата генерација што е постара од нив и тие пред нас. Каква е разликата меѓу нив како вработени, дали таа постои или пак ние на нас некоја предрасуда дека постои? Постојат некои воопштени карактеристики генерацијски, и сега нели како што имаме baby boomers, генерација X, генерација Y или миленијалци. Што, 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 што како работници ги издвојува, пример, baby boomers од millennials.
неколку типични карактеристики, пак многу е опасно за нас да зборуваме воопштено, но Ова се предрасуди, индивидуалци, значи да, генерализирани ставови. Со дисклеймер. Со дисклеймер, ќе кажам, беби бумерс тоа се луѓето родени после Втора светска војна, нели, нашите имаат родители. колку години? Моите родители, тие заминуваат во пензија сега масовно. Добра. Масовно го напуштаат пазарот на труд, веќе голем дел од нив ги. Тие се родени до 64-та отприлика. Има различни методологии, ама отприлика до тогаш. Конзистентноста, ставот кон квалитет, лојалност и поврзаност, тоа се типични карактеристики за бумерите. И да не заборавиме, таа генерација е неверојатно интересна од денешна перспектива гледано, затоа што тоа се припаѓаат на генерација, овие луѓе, нашите родители, јас сум од X генерација, па моите родители се бумери, припаѓаат на генерација луѓе кои не се плашеле да направат да влезат во големи проекти. Правеле патишта. Живееле во ситуација кога нешто многу се градело, се менувало, да, било ентузијастично многу, имало светло на крајот од тунелот. Но коли одеднаш, автомобили, мислам, телевизори и така натаму. И да работат во големи тимови. Значи, нашите родители работеле во Македонија во компании кои имале до 14-15 илјади вработени. Фантастични системи, одлично организирани. Јас, by the way, јас HR не научив од Симон Синек и Меркурио, како што сега никој јас HR научив од тимот луѓе што пред пензија беа, тимот луѓе во Металски завод Тито што работеле кога да. Се разликуваат праксите тога што си ги учела од овие сега? Неверојатно е колку многу практики кои тогаш се применувале во тие огромни колективи кои биле патеми многу успешно и продуктивно работеле. Колку се вградени во се што знаеме денес за работа со луѓе. Затоа што викаме дека оваа генерација бумерската или генерацијата X што доаѓа после тоа се обично генерации кои што се доста одговорни кон работата и се посветувале на работата нормално и на домашните обврски, меѓутоа има ли логика целосно да ги пензионираме? Ти кажа дека сметаш никогаш не треба класично целосно пензионирање. Да име малку околу тоа како можеме подобро да ги искористиме како компании, како општество луѓето кои што се пред пензија или веќе во пензија, затоа што во 2026 година луѓето што се над 60 години па не се ни класично стари, не можеме така да ги наречеме и да едноставно се откажеме како општество од нив. Не се, мене ме плаши и фактот дека некој третира луѓе над 60 години како толку стари да не можат да работат, како за пак ќе речам како за формално пензионирање, формално за некои работни позиции е добро да се направи некој брейк. Но неискористувањето на сениорите, на луѓето кои се веќе условно земено формално заминати во пензија во работните процеси, според мене е неверојатно голем неискористен потенцијал за нашата економија. Зошто? Постојат многу начини едноставни како можат тие да се вклучат во работните процеси и тоа да се вклучат на позиции во кои ќе бидат најкорисни. Например, во процесите на онбординг, обука на нововработени. И однака онбордингот нам не одзема време на корисните работни места. Ние во голем дел од работното воведување, онбординг има повеќе процеси, интеграција, ориентација, работно воведување и така натаму, во работното воведување за некои операции како се прават, така натаму, апсолутно може да се вклучи некој што до вчера ја работел таа работа. Јас искрено мислам и се надевам дека со муабетов малце ќе отвориме една друга тема, постпразнично малку да дадеме надеж за сите генерации. Сега малку ќе те предизвикаме со неколку сцени од некои од најпопуларните божикни филмови што се направени комплетно без вештачка интелигенција затоа што се од наше време. Ајде да видиме колку ќе погодиш. Прво мораме да дадеме проценка. Ти колку мислиш дека би погодила? Па веројатно половина. Добро. Не сум сигурна дека ги знам сите. Има многу нови, тоа ме плаши. Да. Јас мислам 4 од 4 ќе ги погодиш. Ти викаш 2 од 4. Ајде да се пробам. Ајде. Овој лик го препозна. Сам дома.
Сам не знам кој сиквел, ама е Сам дома. Нема утка со Сам дома. Што малце? Не? Нема да ми текне. Не. Сакам да кажам Love Actually. Точно. Окей. Супер. Не е конечен, одговорот ќе биде конечен за потребите на оваа емисија. Тешка сцена избравте. Нели? Одиме со тројката. О, Господари на прстените. Ајде уште една шанса. Избрзав. Ах, Ивана. Цирке. Левиот кјош. Ова е Гринч. Ова се најтешките прашања што ми ги постави денес. Неколку наслови ми се вртат во глава. Дали е кога Харија сретна Сали? Браво за мене. Кога Харија сретна Сали. Добро, пробавме да те предизвикаме, а можам да кажам дека не те предизвикавме премногу. 13-1, не знам кој победува, ама како и да е, после ќе ги изгледаме сите филмови повторно. Да, и јас сум многу задоволна. Фала ти многу за овој муабет и се гледаме повторно некогаш кога пак ќе сакаме да зборуваме за работниците, за вработувањето и за сето она што значи кариерен развој и компаниски развој. Многу ти благодарам за поканата. Ми беше задоволство. А во музичкото студио не чека нашата Дани Димитровска. Таа е една од ретките артисти која што учествувала на европските видеомузички награди на MTV. Нејзината музика постојано се вртеше на MTV Adria на времето, каналот кој што представуваше музика од нашиот регион. А секако, интересно за неа е и дека доста време има поминато низ Африка, каде што работела со ранливи категории и групи на граѓани. Им помагала преку музичка терапија. Ако сакате да слушнете повеќе за ова, тоа можете да го сторите гледајќи го подкастот со Дани Димитровска во втората сезона на Што го врти светот, кој што го има на нашиот YouTube канал. А доколку сакате само да уживате во нејзината постара и посвежа музика, тогаш ви предлагам да не слушате во следните 10 минути. Уживаме со Дани Димитровска и нејзиниот прекрасен бенд. Сите мирни лета мина во сон. Сега се ни смета и домот не е дом. Градот ни се смени, срцата ни плачат за љубов и мир. И стално друг ни е крив. О, нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, нема друг. Нема две, нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, нема друг. Едно е, нема две. Ова беше место за љубов роден град. Без збор се знае честно и дуга до те, брат. До кога ќе не чуди, кој ли му ја зема магијата на овој прекрасен град. О, нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, нема друг. Нема две. Нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, нема друг. Едно е, нема две.
Нема никој друг, нема друг. Нема никој друг, нема друг. Нема две. Нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, не никој друг. Нема никој друг, нема друг. Едно е, нема две. Гледам длабоко во очите на секој, гледам љубов за себе не фали. Слушам секој една иста болка има, слушам сакам да се разбудам во време кога бевме мали. Разбирам за секој стално има некој друг што гнев го пали. И сваќам нема љубов, не треба љубов, само љубов, нема друга. Љубов, едно су ми, нема друго. Љубов, јас сум само, нема друго. Љубов, во срце да се роди љубов, љубовта нема две, нема друго. И тоа беше Нема две од последниот албум Град за љубов. Сега одиме со еден постар хит од првиот албум Ти да ми имаш, а се вика Срце две. Ти ми зборуваш за вистина, а сакаш само да ја прикриеш лагата, а зборови ништо не ми значат. Нема никогаш да признаеш дека повеќе ја сакаш од мене и да признаеш јас нема да ти судам. Мене не ми требаш, не, ако не ми радиш се, цело срце за мене, а ти немаш срца две. Мене не ми требаш ти, ако со неја си бел, со неја продолжи. Да-да-да-ри-па, да-да-да-ри-па, да-да-да-ри-па. Не, јас не би те оставила, но на сила ништо добро не бива, кога не оди и љубовта си оди. Нема никогаш да признаеш дека повеќе ја сакаш од мене и да признаеш јас нема да ти судам. Мене не ми требаш, не, ако не ми радиш се, цело срце за мене, а ти немаш срца две. Мене не ми требаш ти, ако со неја си бел, со неја продолжи. Мене не ми требаш ти, ако со неја си бил, со неја продолжи. Да-да-да-ри-па, да-да-да-ри-па, да-да-да-ри-па. Кога еднаш си почувствувал дека таа е за тебе подобра, само продолжи и не толку тешко. Кога еднаш си почувствувал дека таа е за тебе подобра, само продолжи и не толку тешко. Мене не ми требаш, не. Мене не ми требаш, не, ако не ми радиш се, цело срце за мене, а ти немаш срца две. Мене не ми требаш ти, ако со неја си бел, со неја продолжи. Мене не ми требаш ти, ако со неја си бил, со неја продолжи. Да-да-да-ри-па, да-ри-да-ри-па, да-да-да-ри-па, ба-да-да. И после Срца две иде
Има љубов во нас. Еден од последните синглови што треба да излезе на 4-тото албумско издание. Да имам се на овој свет, без љубов срцево ќе нема жар да живее. Сакам и ти да најдеш мир, да не се плашиш дали можеш да преживееш. Биди му лек на овој свет. Има љубов во нас, има љубов во нас, има љубов во нас, има љубов во нас. Се смееме и плачеме, сами сме причина за доверба, за добар ден. Разбуди се, погледни ме, само ти можеш да ги скратиш војните. Биди му лек на овој свет. Има љубов во нас, има љубов во нас, има љубов во нас, има љубов во нас. Има љубов во нас, 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 има љубов во нас. Фала ми многу. Лайк, шер, сабскрајб. Имајте убави празници. Се гледаме. И додека се уште не сме раскитиле дома, уживајте во нашите содржини на Што го врти светот на YouTube, Instagram и Facebook, каде имаме свежи содржини кои што се уникатно за дигиталните платформи. Секако ви предлагам, додека се уште ве држи празничното расположение, да си ги пуштите и сесиите во живо и да слушате повеќе македонска музика и да ги запознаете нашите артисти кои што активно, постојано создаваат нова музика на македонски јазик. Секако слушнавте што слушнавте, видовте што видовте во оваа епизода, се гледаме повторно во 17 часот следната недела на Телма телевизија.